Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Не секое посебно место има луксузни соби рецепција. Поникогаш, највредните места се оние што ги создаваат луѓето и нивните заеднички моменти. Во новото издание на Диетално максимално ве водиме во легендарното место кое нашите учеснички со љубов го нарекоа местото Хотел Југославија, каде што секој ден по напорните тренинзи се собираат, се дружат и уживаат во оброците што со многу грижа ги подготвуваат по насоките на Клаудија. Но ова не е само место за ручек. Ова е место каде што се раѓаат искрени пријателства, се споделуваат животни приказни, се слават успесите и се дава поддршка кога е најпотребна. Низ искрен разговор со нашите учеснички, откривме што навистина значи за нив оваа мала оаза на уживање, на смеа и заедништво. Ке слушнете интересни приказни, ке дознаете детали кои досега не биле кажани и ќе видите како едно обично место станува забавно катче. Во изминативе 3 месеци постојано се зборуваше Југославија, место Југославија и така натаму. Нашата екипа денеска дојде на популарното место Југославија. Зошто се вика Југославија и какво ова популарно место на нашите учеснички ќе дознаеме, бидејќи ние со камера ги следевме после вежбањето од теретана, како се движат и како стаса до токму овој, па морам да кажем дека е убав амбиентов. Преубав, да. Не примија во нивната Хотел Југославија, така? Одмаралишта Југославија, ресторан или како и да го крстат. Југославија, да, се. Тука се јадеше, се збореше, се дружеше, така да... Тука си почна се. Да. Вака се ве гледам со хранива тука, што значи дека некако ви се темперираше терминот после вежбање, да се дојдете тука и да го спочитувате терминот. Да. После вежбање у 3 часот ручкавме тука. Да, бидејќи врз основа вообичаено беше терминот за вежбање со Еми во 13 часот и тамам се погодуваше времето во 3 сатот, кога ни е време за ручек, од тренинг право да дојдеме овде. Ако не се погоди, ние ќе си го погодиме. Е, Ќе почекаме малце пред синевчи и ќе дојдеме. Така. Марија, ти веќе имаш подготвена кутија со храна, денеска што носиш? Не сутеница. Ужинка. Супер. Ивана веќе ја јаде својата ужинка? Јана, ти што носиш во твојата Денеска кутија? касниме малце поради спомањето со ужинките, јаболка, Добро. кој е скокнал. Салата со капуста, мисля телешко. Имам туна и соус од болонез. Повели Анкиц. Браво. Благодарам, ама постап. Ти јаде си. Не те мислам побрако. Ако почнеш вака на сите да ни даваш готово веќе, Прво да го сликам. ти отида да го сликнеш задолжително, да ти пратиш на Клаудија. Како доаѓа Клаудија има евиденција за се За сите наши оброци што ги јадеме, значи праќаме слики за сите оброци и она гледа ние што јадеме и дали правилно јадеме. Ајде се вака да ми раскажете кој го откри место. Сите заедно. Како Идејќи на дома. Чајно. Сасвим случајно. Точно, така. Тоа бевме Вики, Ивана, Светли и ја на почетокот тука. Да. Да, идејќи нека дома и Не, си го... први бевте ти, Светле, Така беше, Да. да се смеевме со... Одамна беше веќе ние Тука пак. имаше едно чашавче, до Да. тоа на мештаните предпоставуваме. Штета имаше и знаме Југославија, затоа си го крстивме Домразовци. ресторан Југославија, да. И се смеевме прво на почеток кај стова со домразовците, Да, да, као да. ресторан Југославија, викам кој уште у рестораниве става со домразовци чашавче. Да, да, така И беше. после кога го видовме, Има право. ресторанот ни е... Да, супер беше. Супер беше, се дружевме после снимање. После вежбање, се извинувам. Ке се си пиеме и кафенце, па Да, да, си муабет, па си посетувавме. споделуваме кој што може, кој што не може, кој му е што тешко, кој Да. што не може да вежба, кој од храната нешто не му е како што треба. Си дававме поддршка на сите за се. Едноставно од сите области подобро се запознававме Да, меѓу да. нас. Си разменувавме мисли, 2-3 часа идеи. сигурно сме седеле тука. Кој беа најредовен тука на ова место? Се знае. Јас и Јана најнередовни. Марија и Јана Работните најнередовни, обврски. да. Ние Најнередовни. 4, така може поредовни, но Да, свече па најредовни, јас и Беби. имаше обврски. Добро, да.
Многу се- А пати. во глобала си доаѓавме повеќето тука. Едно прашање. Кои две стана најдобри другарки за време на овие 3 месеци? Па са две, само две. Па не знам, ајде бе. Сите, што знам. Јас знам дека сите се дружите. Сите сме Да, те прашам различно. кои станавте најдобри другарки, пошто знам дека тука се роди едно искрено убаво другарство. Гле, јас себе за себе ќе си кажам, јас сите така си почнавме, сите сме различни. Секој си одговараме на различен начин. Лично еве јас, значи сите од вас, може и сме се срчкале и замериле, не викам, не, луѓе сме. Башка сме по Жени цели сме. ден, така. По цели денови сме башка повеќе со вас овие 3 месеци него верувам дека и домашните, вие, така така. е. Ама не може со секого да се пронајдеш. Едноставно со некој се пронајдеш повеќе, со некој помалку. У тој поглед, а иначе дека нешто некој со некој не се сака и се не верувам искрено. Ама ние сме искрени еден Да. кон друг и Затоа и си замеруваме може малку за некои работи, ама ништо страшно. Немало Тоа е тепање нормално. до сега. Ако се Нормално дружиме, не е значи тоа. дека Да, треба исто да, да да. мислиме. Така, тоа сакав и да го кажам, да. Да. Битно, например, првите денови, еве, може да се смета јас, Бети, така, сами многу се случувало, двете само да дојдиме, али обавезно тука да ни е местото за јадење. Или, например, и многу, еве, за мене добар впечаток беше, првата недела и втората недела, кога ни го даваше Клаудија менито. И сега си споделуваме. Свети И е тебе нова. за ручек ќе ти даде, Да, тебе за нова. ова ќе ти даде. Мене вака ми одговара, мене убаво ми одговара, мене. И така си споделувавме. Ето, мислам дека на тој начин најповеќе се вплоти с пријателството меѓу нас. Па добро, 3 месеци пак ќе речам, сите сме заедно и повеќе се гледаме ние него своите по дома што ги гледаме, што јадеме, што пиеме, истото и дома тоа се случува по телефон. Тоа е тоа. Да. А А најдобро е искрено мислам, извини Светле. Ние стигнаме до ситуација, мене ме сопруга пример да ми звони зафатено и јас му се јавам, викам, кажи јаце, пак се обети збориш? Значи до тој момент сме стигнати, тоа е дружба. Ја у животот најго што сум мразела тоа долго зборење по телефон. Јасно. Сега мислам дека рекорд водам овие 3 месеци. Се сакам да видам колку се знаете меѓу себе. Ајде. Ева ќе ги правиме сега. Може баш Интересно, интересно. да. Сакам, кога ќе го поставам прашањето, покажете со прст како одговор на Аха. таа личност. Океј. Поставувам прашање и вие покажувате со прст кој е соодветен Ако според си вашата откажувам или размислување. една по една? Не, јас поставам прашање, Може вие некој може да покажувате. ми... Бојром, Мато, Вака се. слободно земи си. Имам прашање. Ајде. Кој е најредовен и најстроен во Синерчи? Бети, може и јас да се Да, и Викица. И јас. Ама не културно е со прст. Со прст. Сега таква е играта, покажуваме со прст. Добре. Кој е најемотивен од цела група? Емотивен. Ај, Да. мотивен. Ја мислам дека... Не знам, Марија. Бети, Марија, Јана, двете. Ја мислам бе. Плачки, да. Добре. Кој е најголем искиватор во групата во однос на посета на Синерчи? Кој има бебе? Кој најдобро се придржуваше на режимот на Клаудија? Јас. Со прст, прст. Јас се придржувам. Добро, секој свое мислење дава Секој свое тука. мислење. Точно, затоа реков, тука е Да. како вие ги гледате останатите околу Добро, вас. секој за Тоа е себе може нели, ама таа апсолутно, збори да, за другите. ваше мислење. Да. Така е. Следното прашање ќе биде кој мислите дека ќе биде победник? Да се каже. Јас Добра. само можам да Со прст предпоставам. Ете, не Да знам. предпоставам, а сигурно не сум, не знам. Покажете бе. Рековме играта е со прст. Светле. Мислам дека има таа најдобар резултат. Мислам. Али сите сме Предпоставувам. победници. За мене сите сме победници. А, Верувам дека точно. секоја сама од себе, дека било кој резултат што секоја од нас го добила, дека сама немаше да го добија. И јас за мене, од почеток имам кажано, јас кажам. многу ми фали поддршка реално. И стварно еве многу сум пресретна еве. Првенствено на тебе Анкица, пошто твоја е емисијава. Ја бев пресретна кога не покани. Да, И сите пресреќна бевме, сум, не еве, само ти Бети, сите се Да. пресрекни.
Баш ме мило Пресреќна што се запознала. Еве морам да кажам дека ова е трета сезона и ваква енергија како што има во третава сезона до сега нема Еве многу туку измена. Јас зборуваме, имам нешто и посебно да посебно кажам. натаму да имаш ваква енергија во Зошто твоите од сезони. мој аспект гледано, оваа сезона не ја гледам за мене, не го саќам во такмичарски дух. Бидејќи сама за себе си постигнав резултат што никогаш во животот го немам постигнато на мои 62 години. Браво, Вики, за тебе. Толку браво. многу точно, така. сум ослабила се за мој личен резултат на овие мои години. Ете и сум била упорна и во исхраната и во вежбањето. Тачно, да. Има сите тоа да кажат. Така. И затоа јас за мене морници дури ми лазат што ова од искрено што го кажувам и го зборувам. Баш ми е драго, Бидејќи тука има различни, сите сме различни првожени од многу различна возраст. 36 до јас 62 години. И затоа јас тоа не го сваќам. Како еве сега ќе се такмичам. Сам за себе си се Глед, тоа такмичам. е просто. Да си секој се постигнам бира најголем за- успех. да. За себе. Види, Ето така. ние се погодивме група каде што се спријателиме, па Да. можеби затоа него не гледаме како такмичарско, односно на Така. Наградата што и да е Точно. за мене е само едно нешто материјално. Да. Помено Да. 36, дури прославивме и роден Да, ден. да, да. Секој каже 36. Да. Ја вика, Можам да Беше кажам 36, дека нели? еден од побавите родендени ми, јас се родендените Море побави ги најубав. славам, да. И сум кажал, дури ме држат нозете, ги славам родендените, за мене Исто. тие се убав момент кога се собираме сите за убава. Оваа година ми приредија моите девојчиња без ова изненадување. Исто голема благодарност и до Клаудија, бидејќи она директно од Палма де Мајорка ми прати поклон и се потрудила и исто беше што едно големо изненадување. Направивме и торта по рецептот Имавме журка на у Силарџи. Клаудија. Да. Ја не ја пробав. Да, маца ти нажалост беше беше па, на за одмор. плажата. А иначе беше преубава торта. Значи се прослави роден ден. Да. Кркнавме една Се торта отиде- 3 месеци, ама Цела. диетална. Диетална. Ама Ивана ја имаше сама направена, Да. беше перфектна. Преубава беше. Преубава. Да. И убава старат споминавме и многу поклон да ве подним, кој што се надам дека цел живот ќе си го чуваме, ќе ме потсеќа стварно ме многу убава дружба. Значи, ние не можеш ти од нас така лесно се откачи. Никој од никој. Света истера еден одмор. Ја испративме на одмор и ја дочекавме. Марија исто така. Марија исто. Значи баш онака едно убаво интересно дружење меѓу сите вас, меѓу себе. Така, Што е секако така за- се погоди. Така. За голем поздрав. Да. Кој најмногу готвеше во кујна? Сакам да покажете кој најмногу беше инвентивен и креативен во поглед на рецептите кои што ги праќаше Клаудија, За некако што дома? да посветуваше многу време за да готви. Нели сите Добро, споделувате во сите Ја си си готвевме. да. Така лелеке, да сите готвевме. Да. Ја мислам Ама- дека Јана беше највише. Да, и ја мислам дека Јана највеќе се замараше околу оборотите. Да. Никогаш се менував ништо. Па добро. Ама важно највеќе Креативна поминуваше си, време. да. Затоа што немаше време пошто Ја ја умина не работа. да, И мораше најтешко и беше оброците од малце. сабајлесите од 4 оброци да си ги спреми за да ги носи на работа и тамо да ги јаде. Да. На места граф, Ама ете, граф. И Јана е доказ дека се може исто фамилија, исто дечиња, исто работа и да вежба и да се храни како што треба. И сега веќе Имаме една анекдота Да. зборува за Јана. За грахот и Да, гравот. Јана ни е русинка, Јана зборува македонски, ама знае да помеша нешта. Во менито. печатна грешка, кога пишала Клаудија, само она може би го вика грах. А Пишала и грах. Клаудија само да објаснуваме дека режимот кога Да. го праќа на српски Да, јазик. Да. Што исто И- така може повеќе да направи забуна на Јана, особено нели дека српски, Е, сега на руски грах е грашок. Гаро. Јана си направила Грашоче. грашоче за ручек. А требало гравче. И вие Јана гледала зашто имаш по грашок на сликите. грашче? Па тоа го пишуваме. Така да имаме опција да се изведе. Колку имаме, да е тоа само. Меѓутоа за овие 3 месеци многу научивме и за исхраната и за вежбањето. Така да можам да кажам дека имаме едно многу големо искуство во тоа и се надевам дека сите ќе си продолжиме така, да си бидеме истрајни и дека нема да накачиме килажа, него ќе иде килажа Нема. Да, Што па се и јас да вика, кажам на пример, Ние имаме уште за симнување. Ова е сум љубител во готвењето
Меѓутоа, сум ги сакала посебно дека дома, например, повеќе во домашен амбиент сум и сум ги сакала овие повеќе време што траат. И сега со на Клаудија ручеците, си викам, овие шубо брзо се готвеле, а од сега тие ќе ги употребувам, готово. Така е. Имаше едно убаво дружење во Градинја каде што уште поблиску се запознавте. Бевте потилени во соби, 303, имавме игри, екипите на диетално наспроти екипите на максимално. И секако. Марија доби дури покрај спа третманот, се доби и дополнителен третман на фризура и на на шминка. маникир, педикир, шминка и комплет фризура. беше. Мацо, раскажи како беше, што се одбиваш. Требаше да одам, имав закажано на флизер, за да одам затоа што имав матура. Така е. Само вака ќе те замолам да ги покажеш ноктите. Бидејќи ова се ананаси. Инаку Ананас, во треба режимот на Клаудија, првите месеци, Јаде однос на доста детокс ананас. денот беше ананас. Ама и на Марија и омилено Се вика ананасот. лубеница. Да. Да. И никој не можеше да го јаде ананасот и јас ги судевам во ананасот. Толку ми е обидно. Марија си го сака ананасот. Што е риткост, добро. Да се вратиме на подготовките во Треба Гардинија. да одам на матура, имам закажано на фризер, но бевме на бабуна, многу доцна беше и морам да го откажам фризерот. И имам тука цел тим на девојки, кои што 2 коса ми прават една ногти. Ќе видите фотографијата како изгледаше Марија Да, со да, комплетната пред и после. промена, Ива, да. Додека зборува ќе ја имаме веќе. И на крај, пекелашка. Се претвори во принцеза. Беше Така, кажи ми кој ти ја правеше фризурата? Пети Иване. Така. Да, Светлана Шминката? ја монтираше. Шминката си Ивана ја направи. Да. Да. Многу беше убава, Марија. Преубава. Преубава беше. Јас сум Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Биотек Поликлиника. Врвен медицински тим. Современа диагностика. Брза и професионална услуга. Доварба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Во центарот на градот, студио Кат ен Кат. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Би ти кажа дека повеќе снимања ти се допаѓале? Ајде Не кажи. знам, немам некој што не ми се допадна. Прво беше стварно тоа со готвењето многу интересно. Ја искрено вака си признам нисум некој голем љубител на готвење, ама ми беше многу убаво. Екстра беше дека Еве на пример, да, баш ќе победивме. Еве пример стекот што го правевме ние. Пример ја ден денес си го приготвувам на тој начин. Еве пример. По рецептот на Ивана која што Да. да Баш, само треба да се приготвува како И правилно. од искрено двај чекам да ја правам, сам језде тоа здраво и диетално, питата што е ролатот што го правевме со зеленчук. Да. Мора да го направиме тој, значи ми остана Така е. Спомнав сега. да. Еве јас да кажам на пример, Чекај ќе ти дојде редот. добро. Одиме по ред. Да, добро. Јас ќе кажам, мене ми беше најинтересна емисијата со Клаудија во ресторанот Трапезарија. Да. Добро, па тоа се Мислам јас кога бев со Клаудија, сакам да кажам, и Да. ми беше така интересна и кога ја гледав од дома ми беше Да. вика
стварно испадна супер. Дали раванијата се погоди? А раванијата беше преубава, ама така ми исплаши Клаудија, реков више не јадам раванија. Нема веќе раванија. Супер беше, да. У ресторант Трпезарија супер си поминавме и тамо. Така. Ако никој е најгласен и ако никој е најголем бунтовник, ајде да покажеме со прсти кој е тој. Тоа е Ивана. Ако ништо и смета, Најмалото најблесавото. Ивана одма тука отвара фронтови, кажува се што треба. Да. Јас сум по природа, по карактер многу праведна личност. Ако нешто ме љутало во животот, тоа се превари, скаламуци, лаги, значи мотање. Тука можам да пресечам, без да се свртам назад. Према било која личност да е. Дали е тоа од семејство или подалечна некоја пријателка, пресекувам затоа што верувам дека се што е кажано искрено, колку и да е болно да се слушне, е 100 пати подобро отколку било која кажана лага. Така. Јас сум човек кој што се трудел секој пат да ги чува работите чисти во старт. Секогаш ги решавам работите така и во приватниот живот со разговор. И можам да кажам дека функционирам одлично, немам луѓе кои што сум љута, скарана или нешто, затоа што одма ги решам работите, не ставам патетик, така и во шоуто. Дали значи ние сме вежбале, некој ми искоментирал, ама не ја вежбаш правилно вежбата, ја можам се сватам да кажам, има кој треба да ми каже. Значи, тоа се тие да речам бунтовни, со добило беше со Клаудија со исхраната. Некои работи не ни одговара нас, бидејќи сме со метаболички болести, со инсулинска резистенција, јас и бети. И исхраната не беше баш, да речем, за нашата инсулинска резистенција погодна. И јас отма си барав да ми се промени, со што Клаудија не излезе во пресред. До некоја мера, во некоја мера се скочивме сами во пресред, така да резултатите се кажуваат ако и да е позитивно. Со нејзина помош, со твоја помош, со помош на Имча, стигнавме да речам до една точка да што сите сме со насмев. Нема застанување. Нема. И една работа што не ја споменавте. Треба Шанкица да не ми сева 90 дена, барем уште 90, да видат тотална трансформација гледачите. Споразбедено. Јас исто така имам многу голем фидбек, бидејќи секој утро пешачам на кеј. Мене мора да ме сретни некој и да речи: "Леле, како изгледаше ти на телевизија?" Демек кога се емитува сега емисијата, како изгледаш сега, колкава разлика. Кога ќе ведат вака толку слави на телевизија, сега почекајте му, викам, има. Браво, само напред, така, Вики, и така, доста е добро и многу околината, пријателки, семејства, што ме знаат, посебно во зградата, кога ќе ме сретнат, шубаво си ославен, каков резултат имаш убав, леле, стварно. Свој ми иста анекдота една, со еден сосед кај мене во зграда, се среќаваме пред лифт, вели: "Ивана, каква промена, браво", и кога се каже, многу си ослабела. Кога се каже, претходно си била дебела. Пустиот ме погледа, не убаво ти, не. Да смеа, и тука се насмеавме. Така да советот сега кој што сака да ослабне, да не чека да му каже комшијата дека е ослабена. Значи, дебел треба да се потрудиш и многу побавно се чувствуваш во својата кожа, како и да е. Тешко е. Човек што јадел, како ние, во неограничени количини, морам да кажам неограничени, не било тоа, значи, ние да се свестиме од јадење, не сме пазале што јадеме. Јадеш чоколада, немаш ритна, немаш активност, немаш. Друго е вака, некој те посоветувал за храната, за вежбањето, и ете, како може за 3 месеци да си има резултат. И сега тоа треба и понатаму самите да си го практикуваме реално. Значи, кога ќе се почувствувате дека ви е тесно во вашата кожа, не чекате друг да ви каже. Превземете мерки, затоа што некогаш многу порано превземените чекори и мерки даваат побав резултат. И полесно ќе ви биде, отколку да чекате да стигнете до некоја граница кај што е многу тешко назад. И да не чекаат да дојдат до болести. Така. Тоа морам да кажам што не може да свратат назад. Една работа во одружењето кој што го имавме, или еден викенд на кој што се посветивме на со една убава женска енергија, бев фрапирана од трансформацијата на светот. Нели? Да. Кога почнавме да ги споделуваме фотографиите, кога Светла покажа нели фотографија пред колку години Светла точно беа тие фотографии? Негдека сигурно пред 10 години.
Дали може да покажеме и кај гледачите Да, некои од фотографиите? Да, ќе покажеме, да. Сигурно ќе покажеме. Значи разликата е огромна. од тогаш до сега е навистина голема. Има и Како реагираат луѓето кои што те знаеле од тоа време и сега? Да, има и од пред 3 години, од пред 5 години, од пред 10 години фотографии кои што постепено, помалку се зголемувала килажата и еве и они кога ги видоа фотографиите, значи фрампантна промена, значи целосна трансформација. Он уствари се помладува, не иде се Да, на тие само изгледам како да сум возрастна. Да, Да, изгледам по-возрастна на тие слики. Па добро, гледа, тоа верам дека да, кај сите, са она има доста голема драстична килажа. Да. Вистина. Како реагираат луѓето кога ќе те видат? Со оглед на тоа што ова е преку студија на национален медиум, навистина има висок убав рейтинг и ве препознава кај да се движите или веќе. Кај мене сите комши више знаат и ме препознаваат, мислам, знаат они од таму, меѓутоа секој ме гледаат и само ме прашуваат, а што јадете? А што пиете? А што правите? На воздух. И сега кога ќе почнам да им објаснувам некои работи, и они, па тоа е тешко. Викам, не, тоа така само одма да се, значи треба да пробаш. Да видиш. Не е тешко ако сакаш. Вети тешко беше. Тешко е. Ние едни со други. Да, ма не е тешко зашто ова е уствари редот на јадењето е правилна исхрана. Не е дека ова е период и батали го веќе. Да, меѓутоа правилна исхрана. Само што ние точно ете немаме време, а и не си сакаме. На 3 сати мавето дека треба по нешто да се внесе. За да не бидеш гладен. Ете и ето гледачите да кажем една како заклучок поука на равучение дека многу луѓе сакаат да се ориентираат со гладување, ќе држиме таква диета. Не се држи така, бидејќи сега јас овај обрук како го прескокнам, еве тука имам на пример цреши. Јас сега за ужина треба да ги ужинам. Јас ако ги прескокнам овај обрук, јас за ручек ќе имам повеќе глад да ќе видам и ќе гледам повеќе да изедам. Така е. Да, многу значи. Многу пати, 5 пати помалце да јадеш, отколку да земеш еднаш или 2 пати во денот и да земеш да се прејадеш. Не може Тоа е големо преоптеретување. Така сме правеле и затоа така си ги качила килограмите. Не, мислам јас не се слагам дека и со редов на доручек, ручек, вечер исто може да се одржува добра линија, са има некои луѓе кои што се нормална килажа и на 3 оброка денот и за прекомерна тежина. Све само ќе кажам во умереност на јадењето. И комбинацијата на храната е што така. Најбитната работа е во комбинацијата. Ама и физичката активност е многу битна. Физичката активност е многу битна. Не мора да доаѓате у теретана и да вежбате. Можете да пешачите по 1 час на ден, 5 километри или ако имате дома услови да си вежбате сами, можете вежби да си правите на интернет, има секакви вежби, дали сакате за стомак, за раце, за нозе и нема да имате проблем. За све. 70% е храната, 30% Да. Ете, на Ајде сега сите со прст да покажеме на тој кој што најмногу пишачи. Бети знае и по 8, 9, бите колку пива Митри? А многу. И по 2 пати на ден знае. Да. И љубител на планината. Да, само штета немам друштво. Морам да кажам дека ова ваше место Југославија е многу убаво. Преубаво. Така никако не тргна муабетот, се разбопитевме. Штета знаменчето што го тргна. Да, ние ќе си го продолжиме муабетот, ама зад камерите, може ли? Може, Да ги ослободиме Аца и Пеца. Може. Имаат следно снимање, затоа ќе... Веќе им се јаде, сигурно. Да, и тоа морам да кажам дека Аца и Пеца беа тие кои што со хамбургерите стоја зад камерите и се јадеш. Аца и Пеца. Тука ќе прекинеме, така е апол за нив. И секако ќе се видиме утре во истиот етер. Довидување. Довидување. Тако бе, чао, бе. Леле, беш тубаво